Чудна празнина и апатичност владее во последно време во градот на Оризот, поради што обичниот човек добива впечаток дека се стои во место, дека ништо не функционира и дека секој наведнал глава таму каде што не бареме пред некаква екзекуција. И не е тоа само поради коронавирусот, ситуацијата е многу подлабока и посериозна, само како никој да не сака да ја види, а на тие што ја создаваат едноставно им одговара. Чудно за демократска и проевропска земја и општина е што медиумите не се занимаваат со новинарство, туку само пренесуваат лиферувани информации од општината, што новинарите не окаделе во општинската зграда, сервисот на граѓаните, со месеци што никој на никого не поставува какво и да е прашање не бара одговор. Во таква атмосфера ниту има раздвижување, ниту напредок, ниту развој. Кротат сите, како да чекаат кој и со кого ќе формира мнозинство во парламентот, а потоа и влада, како од тоа да зависи дали ќе роди повеќе Оризот или фирмите ќе го зголемат производството. Можеби поради тоа се тивки и во власти и во опозицијата, за да не налутат некого, а поради фактот дека изборните резултати се уште се актуелни и неофициализирани. Чудно е што никој во тројката, барем официјално, не реагираше ни позитивно, ни негативно на присуството на ДУИ на избирачките места и освоените 410 гласа во Кочани, близу 200 во Штип, 50 во Тишиново Облешево, 120 во Виница, 30 во Зрновци и така натаму, наспроти 1 во Македонска Каменица, по 6 во Берово и Пехчево, например. Особено што во првите општини гласно се коментира дека наводно имало купување на гласови и дури се споменуваат каналите по кои оделе парите. Дека каде што има чат, има и оган, посочува јавната изјава на неколку политичари на националните медиуми за масовен подкуп на гласачи по цена од 20 до 200 евра за глас. На таа линија оди најавата на партијата на села и таравари за протестен марш против полнењето на кутии со гласачки ливчиња од страна на неприкосновената ДУИ. Ако пак присуството на наблюдувачи на партијата на Али Ахмети на избирачки места е нова демократска придобивка, иако им требаат гласови во источниот дел на државата, можеби можеа да се појават во предизборната кампања, да залепат некој плакат на определени места, да пуштат некој рекламен спот на овдешните медиуми, бидејќи така, заради изборната програма и идеја за премиер Албанец, можеби ќе добија повеќе гласови. Тоа што одбра ненајавено без ниту една средба со граѓаните за време на изборната кампања или барем некаква пресконференција да се прикрадат во тројката и да украдат 6-700 гласа, пошироко гледано и многу повеќе не е одлика на демократичност, туку на нешто друго. И кога секој се собере едно на друго, само по себе доаѓа празнината и апатичноста кај граѓаните кои не се радуваат на сантиметрите, метрите и километрите асфалт на тротоарите или фасадите, бидејќи повеќето како одвај да чекаат да се отворат границите.